време, исто место, но сосема различни информации во дневникот на ТВ+. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Голем интерес за вакцинирање против сезонски грип. 17-та седница на Советот на општина Куманово. Дром со работилница за мониторинг и анализа на процесот на проценка на влијание на регулатива. Од вчера започна вакцинирањето против сезонски грип. Центарот за јавно здравје годинава набави 1800 вакцини, кои што бесплатно ќе се даваат на граѓани со подпросечна или без пензија, а дополнителни 1000 комерцијални вакцини по цена од 650 денари. 1800 вакцини против сезонски грип набави Центарот за јавно здравје Куманово, со кои што бесплатно ќе се вакцинираат граѓаните над 65 годишна возраст и кои што имаат пониска пензија од просечната или се без пензија, информираат надлежните. Но за да ја примат бесплатната вакцина, заинтересираните претходно одат кај матичен лекар, кој што после прегледот, доколку утврди дека пациентот може да прими вакцина, му закажува термин преку електронскиот систем за закажување Мој термин. Навистина голем интерес. Веќе во текот на од вчерашниот ден до денеска има 334 вакцини дадено што се комерцијални, односно по цена од 650 денари, додека во однос на Мој термин, односно вакцини кои што се даваат бесплатно, веќе имаме досега дадено 120 вакцини. Од бесплатните вакцини кои што ги обезбеди Министерството за здравство, Центарот за јавно здравје Куманово има 1800 вакцини добиено. Вакцините од кои 200 вакцини се наменети за Крива Паланка и 100 вакцини за општина Кратово, додека останатите 1500 се наменети за останатите општини кои ги покрива Центарот за јавно здравје Куманово. Интерес кај граѓаните има и за комерцијалните вакцини, велат надлежните. Центарот за јавно здравје Куманово оваа година набави 1000 вакцини кои што се однесуваат за оние кои што сакаат самите да се вакцинираат, всушност не задолжително, меѓутоа се со хронични заболувања. Од тие вакцини, значи имаме 50 дадено за 50 се наменети за општина Кратово, а 100 вакцини за општина Крива Паланка. Сите кои што сакаат да се вакцинираат против сезонски грип, тоа може да го сторат во просториите на Центарот за јавно здравје Куманово секој работен ден од 7 до 15 часот, а како што информираат епидемиолозите, Центарот за јавно здравје ќе работи и во сабота. Инаку на ниво на државата обезбедени се вкупно 28.000 дози вакцини за заштита од сезонски грип. Станува збор за 4-валентната најнова вакцина против грип, која заштитува од 4 видови инфлуенца и е во производство на француската фармацевска компанија Sanofi Pasteur. Вакцината против грип е незадолжителна и се дава на доброволна база, но препорачана е за хронично болни и возрастни пациенти. На граничен премин Табановци бил спречен обид за излез од државата на тројца илегални мигранти, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Италијански државјанин, управувајќи камион со италијански регистарски таблички, натоварен со садови под притисок, наполнети со фреон, со потекло од Грција, наменети за увозник од Италија, се пријавил за излез од државата на граничниот премин Табановци. Веднаш при пристигнувањето на преминот, возачот пријавил кај царинските и полициските службеници дека во товарниот дел приметил нешто сомнително откако одмарал во близина на граничниот премин Богородица. При контрола на камионот, помеѓу садовите со фреон, биле пронајдени 3 лица без документи, кои според сопствените изјави биле државјани на Пакистан и Авганистан. Илегалните мигранти, како што додаваат од Царинската управа на Република Македонија, биле предадени на полициските службеници од преминот за понатамошна постапка. Шест физички и едно правно лице се добитници на општинското признание што се доделува по повод денот на ослободувањето на Куманово. Ноемвриска награда соопшти денеска председателот на Комисијата за одбележување празници и манифестации Сашо Милковски. Паричната награда во износ од 100.000 денари ќе биде поделена на еднакви делови на 6 физички лица, а правното лице ќе добие диплома.
Ноемвриската награда на добитниците ќе им биде врачена на свечена седница по повод празникот 11 ноември. Информира Милковски. Вчера е одлучено и комисијата успеа од 37 да одбере едно правно лице и 6 физички лица. Сега, еве 6 ме, да ги сообштам добитниците на ноемвриската награда за 2018 година. Ќе почнам прво од физичките лица. Борис Секирарски, дипломиран метеоролог, вработен во управата за хидрометеоролошки работи, за постигнатите успеси во областа на метеорологијата, кои се верифицирани од стручни лица од светски ранг, зашто има добиено многобројни награди и признанија во државата и во странство, а особено за неговите иновацијски откритија во оваа област. Маријан Стошевски, долгогодишен спортски новинар и директор на регионалната К3 телевизија, за придонесот за афирмација на спортот во нашиот град, а особено за неговиот историски документарен филм за спортската сала Соколана. Страхил Петровски, академски сликар, вработен во Националниот конзерваторски центар Скопје, за неговите постигнувања во областа на современата ликовна уметност, зашто сведочат и добиените награди и признанија на многобројните изложби во државата и во странство. Горан Илич, актер, вработен во театарот при Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово, за неговото долгогодишно работење преку бројни актерски улоги на матичната сцена и на сцените низ државата и во странство, при што има добиено и многобројни награди на некои од најпрестижните фестивали, а кој воедно е еден и основоположниците на фестивалот Денови на комедија. Реджеп Реджеповски, професионален боксер и тренер, за постигнатите резултати во боксот и представување и афирмација на градот и државата на многобројните спортски напревари, на кои што тој и боксерите чии што е тренер имаат освоено невисоки медали. И Фадил Маличи, лекар специјалист, началник на работната единица УВО носи грло при Општа болница Куманово, за неговиот придонес и особен ангажман во здравствената дејност, за што сведочат и добиените пофалници и благодарници. Ноемвриската награда на општина Куманово за 2018 во видна диплома се доделува и на следното правно лице. Кланица БДА Компани Куманово, еден од најреномираните стопански субјекти во градот и државата за долгогодишно успешно работење во областа на местната индустрија, преку производството и пласирање на свежо месо и преработки на месо и местни производи со врвен квалитет, почитувајќи ги сите професионални стандарди, а кое што истовремено врши испитување на квалитетот на храната по најсовремени методи во првата приватна акредитирана лабораторија за микробиологија и паразитологија во градот и пошироко, која оваа година во Куманово ја отвори овој стопански субјект. Утре ќе се одржи 17-та седница на Советот на општина Куманово. На дневен ред ќе се најдат 45 точки. Седницата, која започнува во 10 часот, во живо може да ја следите на ТВ+. Во кружната сала на зградата на поранешните општествено-политички организации утре со почеток во 10 часот ќе се одржи 17-та седница на Советот на општина Куманово. На дневен ред ќе се најдат 45 точки, меѓу кои предлог одлука за прогласување на почесен граѓанин на општина Куманово, извештаи и програми за работа на јавните предпријатија Водовод, Чистота и зеленило, Пазаришта, Куманово паркинг. Советниците ќе расправаат и за предлог решение за одлуката за утврдување цена на влезници за користење на затворениот градски базен, програма за измена на програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на општина Куманово за 2018, предлог решение за давање согласност на одлуката за измена и дополна на ценовникот на услуги на јавното предпријатие Пазаришта. На дневен ред ќе биде и годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче, предлог програма за измена на програмата за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во општина Куманово за 2018. Ќе се расправа и за информацијата за запишување на ученици во прва година и актуелни состојби на средните училишта во професор Мијалковиќ во општина Куманово во учебната 2018-2019 година. Ќе се најде на дневен ред и информација за запишување на училишните обврзници,
Во прво деление во општинските основни училишта и актуелните состојби во основното образование. Од областа на образованието на дневен ред ќе биде и предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во општина Куманово за учебната 2018-2019, предлог одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно и средно образование за 2019, како и предлог измена и дополнување на планот на програми за развој на општина Куманово за 2018. На 17-та седница ќе се зборува и за предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општината, како и предлог измени и дополнување на буџетот на општина Куманово за 2018, како и предлог одлука за утврдување на потребата за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Куманово. На дневен ред си и предлог одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Куманово, како и носење на неколку урбанистички планови. На крајот на седницата ќе се зборува и за предлог одлука за изменување на одлуката за утврдување на висина на надоместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на членовите на Советот на општина Куманово, како и предлог одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од буџетот на општината за 2018 за ангажирање на 9 работници преку Агенција за привремени вработувања за потребите на општинската администрација. Седницата може да ја следите во живо на Телевизија Плюс, како и на нашата веб страница. Територијалната противпожарна единица во изминатото деноноќе бележи 2 интервенции. Првата била во близина на земјоделското училиште, каде интервенирале на запалена сува трева и стрниште од 17:30 до 16:10 часот. На терен излегле тројца пожарникари со едно противпожарно возило. Втората интервенција е во село Скачковце на запалено стрниште и сува трева во период од 18:10 до 20 часот и 30 минути. Со едно противпожарно возило и тројца пожарникари, причина за пожарот е непозната. Центарот за ромска заедница Дром денеска организираше работилница во рамки на проектот Проценка на влијание на регулатива од сенка врз регулативата од сферата на социјална заштита. На работилницата присуствуваа представници на јавните институции и невладините организации. Представници на јавни институции и невладини организации денеска присуствуваа на работилница од проектот ПВР од сенка врз регулативата од сферата на социјална заштита, која ја организираше Центарот за ромска заедница Дром во соработка со Институтот за демократија, Societas Civilis и Центарот за економска анализа. Проектот представува иницијатива за заедничко комуницирање и делување за креирање јавни политики и учество во проценка на влијанието на регулативата, со цел подобрување на предлог законите. Проектот се реализира во текот на цела 2018 година, значи имаше претходен дел каде што беше извршено една испитување во центарот во североисточниот плански регион. Беа анкетирани сите представници на институции во сферата на социјална заштита и како и невладини организации. Од самата анкета произлезе една анализа која изработивме ние во рамките на проектот, која ни укажува до кој степен самите институции на локално ниво се вклучени во целиот процес и колку се запознаени со процесот на ПВР, исто така и за невладините организации. Анализата ќе биде готова до крајот на овој месец и на јавниот настан кој го планираме за крајот на овој месец ќе бидат промовирани резултатите и препораките кои ги добивме со самата анализа. Дром утре ќе одржи работилница за мониторинг и анализа на процесот на ПВР и во Крива Паланка. Во Уметничката галерија вчера вечер беше отворена изложба од авторката Мирјана Крстева Масети. Делата ќе бидат изложени до 15 месецов. Изложбата е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија.
Љубителите на ликовната уметност вчера вечер имаа можност да бидат дел од отварањето на изложбата од авторот Мирјана Крстева Масети. Во уметничката галерија беа прикажани 20 ликовни дела работени во комбинирана техника од нејзиниот најнов ликовен циклус. Оваа уметница не е првпат во Куманово. По трет пат излага во уметничката галерија, но овој пат со магистерската работа насловена Катарзична исповед, рече кустосот Драгана Спасковска на отворањето на изложбата. Лунарна ноќ, месечина, крст, печатот поскорник, звезди се компонентите на цртежот кој тежнее да остане детски, случаен и интуитивен. Звукот има боја, мирисот, форма, текстурата, вкус. Дискурсиите на визуелноста од овој аспект потсеќаат на алхемиска лабораторија, патување на времето, средби со спомените, типо изговорени исповеди кои водат кон катарза. Ова е 26-то самостојно представување на уметникот Мирјана Крстева Масети, која што учествувала на бројни групни изложби и ликовни колонии во земјава и странство, како и активност на полето на ликовната педагошка дејност. Ви благодарам оваа ноќ што ја делите со мене, оваа моја лична и доживеана катарза, која не беше лесна. Можете да ја видите распослана мојата интима, која воопшто не беше лесна. Да се заблагодарам исто така на моите родители и на сите луѓе што беа до мене оваа година. Изложбата е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија, а во Куманово ќе биде поставена до 15 ноември годинава. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан во интервју за Die Welt вели дека 2025 година е реалистичен датум за прием на нови членки од Балканот, но само доколку се исполнат критериумите. Датумот 2025 година е индикативен, но ако се интензивира имплементацијата на реформите, тој е доста реалистичен. Но сите критериуми за членство мора да бидат исполнети претходно, нема скратен пат. Мотото е квалитет пред брзина, вели Хан. Тој во интервјуто уште еднаш го поздрави гласањето за уставните измени во Македонското собрание. Благодарен сум им на сите пратеници кои ја исполнија одговорноста и ги ставија интересите на државата пред оние на партијата. Ова посебно важи за пратениците од опозицијата кои гласаа спротивно од партиската линија и ги сносеа последиците од тоа, односно исклучувањето од партијата, изјави Хан. Тој е уверен дека Преспанскиот договор ќе биде изгласан во Грција и вели дека овој договор ќе испрати важен сигнал на помирување за целиот регион. Високи воени представници на 29 земји членки на воениот комитет на НАТО, предводени од заменик председавачот генерал подполковник Стивен Шепро, денеска и утре првпат ќе престојуваат во посета на армијата на Република Македонија. За време на посетата, представниците на воениот комитет на НАТО ќе бидат запознаени со постигнувањата, подготвеноста и идните планови на Република Македонија, армијата за полноправно членство во Алијансата. Воениот комитет е највисоко воено консултативно тело на НАТО, формирано неколку месеци по формирањето на Алијансата, а го сочинуваат началниците на генерал-штабовите на армиите на земјите членки на НАТО. Воениот комитет на ниво на началници се состанува 3 пати годишно, додека воените представници на НАТО земјите најмалку еднаш седмично. Има 3 функции, тоа Совет одавна за Северноатлантскиот совет, потоа конекција, односно даваат политики и стратегија на двете стратегиски команди на НАТО, а тоа се командите на НАТО за трансформација и за операција. Третата функција пак е преведување на дипломатскиот јазик, односно насоките на Северноатлантскиот совет од политиката на воен јазик. Од 1 јануари со измените на Законот за персонален данок се менуваат и правилата во спортските обложувалници. Имено со измените данокот на доход од игри на среќа ќе се плаќа по нова единствена каматна стапка од 15%, што е зголемување за 50% или 5% поени од актуелната стапка која изнесува 10%. Во моментов обложувалниците затржуваат по 10% од секоја добивка. Па така, ако сте уплатиле ливче за 100 денари и сте добиле 1000 денари, обложувалницата ќе ви исплати 910 денари. Согласно измените, сега обложувалницата на ова ливче ќе задржи 135 денари, а вие ќе добиете 865 денари. Така, ако со 100 денари сте фатиле тикет од 10.000 денари, обложувалницата досега ви задржуваше 990 денари и исплаќаше 9010 денари, а од 1 јануари ќе ви задржи 1485 денари и наместо 9010 денари ќе ви исплати 8515 денари, а остатокот ќе го уплати во УЈАП.
Според последните податоци кои беа објавени во УЈП минатата година, државата само од кладилниците на име персонален данок на доход од добивките инкасирала 38 милиони евра. Според таа математика, доколку граѓаните продолжат да се кладат и да добиваат со исто темпо, во 2019 година државата само од обложувалниците ќе заработи дополнителни 19 милиони евра. Лани во кладилниците низ Македонија се уплатени близу 200 милиони евра, а исплатени 156 милиони евра. Времето денеска беше променливо сончево, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 19 степени, а минималната 3. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува северен ветер. Дневната температура ќе достигне до 18 степени, додека утринската ќе се намали до 5 степени Целзиусови. И со информацијата за времето го завршуваме и денешниот дневник. Ви посакувам убав остаток од денот и се гледаме повторно утре во исто време. Од мене за сега довидување.